Парламентот го избра Африм Гаши за спикер на законодавниот дом, Гаши пак го прекрши уставот. Од друга страна, лидерот на ДУИ Али Ахмети се жали. Биле онеправдани. Иако најголем број на гласови освоиле и пратенички места, сепак веројатно не може да се соочат дека ќе бидат после подолг период во опозиција. Се крчка новата владина коалиција. Сосема известно дека покрај мандататорот Мицковски, друштво ќе му прават и лидерите на партиите од Знам и Вреди. Во ово издание на Тренинг согодник ќе биде генерал Павле Арсовски, подпредседател на партијата или движењето Знам. Господин Арсовски, кои се имињата на идните министри кои ќе бидат предложени од страна на партијата Знам? Добро вечер, благодарам за поканата. Преговорите се во една многу напредна фаза. Течат во една многу добра, конструктивна атмосфера со меѓусебно почитување од двете страни. За нас е многу важно да истакнеме дека преговорите ги започнеме со политичка платформа, стратегиски цели за развој на Македонија и политичките начела кои што беа и се дел од прогласот за достоинство на Македонија на нашата програма, изборна програма. И сакавме најпрвен со ВМРО-ДПМН да разговараме за тие работи кои што се за нас битни како политички субјекти. Дали за ВМРО-ДПМН и за мандатарот Христијан Мицковски е прифатлива стратегијата и партиските приоритети на Знам кои што ги промовира во текот на изборната кампања? И дали тие ќе бидат инкорпорирани како дел од владината програма? Па тоа е она што е можеби најбитно и што беше прв предуслов за да продолжиме со разговорите понатаму. И сега бидејќи сме во една понапредна фаза, може да се разбере и свати дека најголем дел од нашите платформски определби и програмски залагања ќе бидат дел од една идна владина програма, така да во тој дел сме и ние задоволни и можеме да продолжиме да разговараме и понатаму со ВМРО-ДПМН. Кои ресори ќе ги предводи партијата Знам? Дали се точни информациите за Министерството за администрација и Министерството за правда? Па ќе биде завршено тогаш кога ќе биде завршено, а ќе биде завршено кога и лидерите на Знам, на движење Знам, Максим Димитриевски и Христијан Мицковски од ВМРО-ДПМН, тоа и јавно ќе го обзнанат и впрочем и мандатарот на владата ќе го даде тоа. Се уште дефинитивно не разговараме за кадровски решенија, разговараме за можноста движење Знам да партиципира во власта и да навистина донесе нешто ново, еден нов начин на владење, нов начин на практикување на власта. Впрочем, и оно што го ветувавме пред граѓаните. Не ветувавме многу, не ветувавме неостварливи работи, ветувавме она за кое што сме сигурни дека можеме да го испорачаме. Каков ќе биде односот на вашата партија и иден владин коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН и на Вреди во делот на потребата од изгласување на уставните промени и внесување на бугарите во преамбулата? Генерално ова е сложено прашање кое што треба да се решава повеќе слојно. Движење Знам не е против бугарите и останатите делови од народи да бидат дел од преамбулата на македонскиот устав, но исто така, истовремено, и бугарската страна треба да ги прифати одлуките на Европскиот суд за човекови права, со тоа и да признае дефинитивно постоење на македонско малцинство во Бугарија и да понатаму ги градиме односите на еден здрав, добрососедски, реципроцитетен основ. И уставниве измени секако ќе бараме начин со поддршка и на Софија, и на Европската унија, и на нашиот стратешки партнер САД да имаат едно одложено дејство до оној момент додека Македонија не ги заврши успешно преговорите со Европската унија. Дали во првите денови од мандатот на новата председателка Гордана Сијановска Давкова, всушност покрај Бугарија ние си отворивме нов фронт, а тоа е кон Атина?
Па не би рекол така. Видете, тоа е едно сложено прашање колку што е и Преспанскиот договор сложен. Дефинитивно Македонија ќе се нарекуваме онака како што чувствуваме и како што секогаш сме ја нарекувале и нашите предци. Исто така треба да сме свесни дека уставното име на државата е Република Северна Македонија. Впрочем, и да кажете и колоквијално и како и да е Македонија или Република Македонија, ви имате документ кој што го носи уставното име, така да генерално не мислам дека е тоа прекашување, но можем да кажем и ова. Ние сметаме дека ова прашина што се крена околу ова последно потпишување на заклетвата од страна на председателката, покажа на терен некои други работи. Например, покажа дека нашата влада, предходна влада, предводена од СДСМ и ДУИ, инсистираше на почитување на обврските од Преспанскиот договор, дури и пред рокови, се доведе во ситуација да и знамето од Кутлеш, сонцето од Кутлеш да биде забранувано, стругано од шахти, такви едни непримерни постапки на нашата страна. А исто така ова прашина што се крена покажа дека и другата страна од договорот, грчката страна, не ги исполнува своите обврски од Преспанскиот договор. Ние се уште од нивната страна сме нарекувани како Скопјани, некогаш и Фиром, таблите не се сменети со уставното име на државата, така да прашинава што се крена покажа дека и другата страна не го почитува договорот онака како што е предвидено. Прочитав на Википедија дека ви било лично сте били еден од ретките високи офицери кои одбило да го употребува официјалното име Република Северна Македонија. Зошто? Па тоа се спинови од политички партии, различни, која како беше на власт. Тоа не е точно. Точно е дека јас ја нарекувам државата Македонија, меѓутоа исто така точно дека уставното име, на документите кои што сум ги подпишувал, на останатите работи, сум почитувал како висок воен офицер, сум почитувал тоа што е уставно име. Армијата го штити територијалниот интегритет и уставниот поредок на државата со името Република Северна Македонија. Така е. Се придржувавте? Да, секако. Секако припадниците на армијата многу професионално си извршуваат својата задача, мисии и така натаму во одбрана на суверенитетот на државата. И го користевте уставното име според Преспанскиот договор Република Северна Македонија. Тогаш кога беше потребно. Се чини дека уставот, дел од политичките елити го читаат онака како што им одговара. Дали го делите тоа мислење? Па може да се стекне таков впечаток, меѓутоа секој што е подготвен со намера или случајно да прекрши закон, устав, треба да биде подготвен и да сноси последици за тоа. Секој граѓанин на Македонија. Кога сме кај највисокиот правен акт, дали новиот спикер на собранието Африм Гаши го прекрши уставот? Да, може да се каже дека според уставот и според законот требаше прво на македонски да положи заклетва, па потоа на албански, меѓутоа тоа е нешто за што самиот тој треба да одговори и веројатно доколку има одредени постапки против него, тој треба и да се соочи со нив. Зошто не реагиравте како пратеничка група? Значи гласањето беше пред изборот на председател на собрание, ние дадовме поддршка, бланко поддршка. Африм Гаши да биде председател на собранието, бидејќи има право секој од 120 пратеници да биде избран, доколку има поддршка и е должен да го почитува законот, деловникот и уставот. И ние очекуваме дека тој тоа треба да го испорача. Спаѓате во малкумината високи офицери кои не добија безбедносен сертификат од НАТО, а бевте командант на специјалниот полк и советник на началникот на генералштаб на армијата. Зошто имале резерви од Брисел кон вас? Јас би рекол дека од Брисел нема апсолутно никакви резерви. Јас бев еден од факторите во армијата во тоа време, како командант на оперативните сили, со кои што НАТО најмногу разговараше за трансформацијата на армијата, за војното интегрирање во НАТО, за проектите на НАТО во Македонија, во интерес и на Македонија и на НАТО.
Така да таа постапка ја имав објаснето неколку пати, накратко само ќе кажам дека е водена од македонските безбедносни служби, во конкретниот случај бидејќи сум генерал од воената служба за безбедност и разузнавање, во име на НАТО и како носител на државна тајна во периодот можеби 15 години ме доведува во ситуација да не добијам понизок степен на класификација од страна на НАТО. НАТО наоѓаше начин да се огради од таа постапка, кога веќе види дека и не само јас, него уште тројца генерали од Сакате да Македонија. кажете дека тоа не е одлука исклучиво на НАТО, туку дека всушност зад одлуката влијание имале домашни структури. Токму тоа сакам да ви кажам и ги дадов на суд, надлежните институции, ги добив на суд, судот пресуди дека комплетната постапка е водена непрописно, дека немало никакви докази и им наложи судот да си ја повторат постапката. Ја веќе бев на заминување од армијата, во случај в пензионирање, не бев ни заинтересиран повеќе да поднесам повторна постапка, а државната тајна продолжи да ми важи. Освен високоармиски школи што имате посетувано, вие сте студирали историја и доктор сте на историски науки. Дали има разлика меѓу вашите лични генералски ставови околу безбедносните ризици во Европа, околу растечкиот национал екстремизам? Видете, јас се специализирав во воената историја, во континуитетот, да кажеме, на човештвото. Човечката историја е историја на војни и оваа војна, најнова, да кажеме, во Украина не е нешто што треба да ни изненади. Не изненадува поради тоа што доаѓа после најдолг период на мир на европскиот континент во историјата. Но војните се, на жалост, составен дел на човековото битисување и нема да биде ни последна војна. Бевте офицер на ЈНА во Словенија и по легувањето на ЈНА се вративте во Македонија, продолживте со службата тука. Дали македонската армија е исчистена од инсталациите на КОС? Македонската армија е, значи, колку 34 години обстојува, генерации и генерации нови офицери и подофицери се ишколувани во НАТО духот и е комплетно, така да кажем, рамноправна и армија за почет членка на НАТО. Можеме сите ние, граѓани на Македонија, да бидеме горди на таа институција, затоа што е веројатно единствена институција која има толку висок рейтинг кај граѓаните во континуитет. И е дефинитивно и најдобар амбасадор на Македонија на меѓународен план, како членка на НАТО и така натаму. Но не ми одговоривте, има ли инсталации на КОС-и, има ли можеби инволвирање на руски служби? Не, тоа дефинитивно не. Дефинитивно не. Тоа е веројатно едно прашање кое што му се дава една преголема димензија. Јас како воен историчар ќе ви кажам дека Русија никогаш немала некакво одлучувачко влијание во Македонија, нити за решавање на македонското прашање, па нема ни денеска. Ако нема инволвирање или инсталации на руски служби во армијата, а во Македонија подолг период се зборува за руско влијание. А токму за тоа зборувам. Значи, влијанието се постојат, Македонија е на крстопат, да не кажувам дека е предмет на интерес на многу големи сили, служби и така натаму, меѓутоа сметам дека влијанието на Русија во Македонија му се дава една поголема димензија него што вистина е. Така да не е. Имајќи во предвид дека за продолжување на македонскиот евроинтегративен пат е неопходно да се спроведат уставните промени и да се внесат бугарите во преамбулата, дали со оваа политика на неодлучност ќе ги внесеме бугарите во уставот, но при тоа да имаат ист однос кон македонската страна, всушност можеме да бидеме втурнати во овие геостратешки игри? Не. Верувам дека прво и новиот состав на парламентот ќе промовира едно ново, повисоко ниво на
дејствување, политичко, една парламентарна култура и верувам дека и новата влада, доколку се заврши како треба со разговорите, ќе има една стабилна поддршка од граѓаните, поддршка во парламентот и дека ќе се грижи за и државните и интересите на македонскиот народ и ќе работи во тоа да овој процес кој што е поприлично комплициран и закочен, да најде начин да го откочи, да не биде на штета на Македонија. Македонците стана граѓани од втор ред во сопствената држава, а тоа не сме да продолжи така да биде. Како да се врати духот на меѓуетничка толеранција со ваков вокабулар или ваква ваша констатација? Чувството кај македонските граѓани, кај македонците дека се граѓани од втор ред е нешто што ние го слушавме на терен во контакти со граѓани во еден подолг период. Како да ви кажем, Македонија е држава, општество пред се, поделено и по вертикала и по хоризонтала. По хоризонтала сме поделени економски, социјално и така натаму. По вертикалата сме поделени по етничка основа. Ние мора да направиме се Македонија повторно да биде едно функционално мултиетничко општество, а не мултиетничка држава. Македонија е република унитарна, него мултиетничко општество каде што и македонците, и албанците, турците, ромите, србите, бошњаците, власите, сите живеат едни со други, а не едни покрај други. Може би е сега време конечно да промовираме едно ново однесување во општеството и да навистина работиме да се сближиме и сите заедно Македонија да ја водиме во еден подобар правец. На крајот не уавте и вие, а и владеачката партија која доби најмногу пратенички мандати и победи нови избори ВМРО-ДПМН, безкомпромисна битка против корупцијата и криминалот. Многу често македонската јавност слушаше во изминативе години дека мора да се расчисти со најголемите криминалци во државата, но се чини и впечатокот е дека секогаш големите риби успеваат да преживеат, а колатерална штета се малите. Ако во нашата политичка платформа има 5 точки, од кои што сега спомнавме една функционално мултиетничко општество и соживот, една од тие е апсолутно безкомпромисна борба против политичкиот криминал, пред се, а потоа и против стопанскиот криминал и корупцијата. Значи, дојдено е време да Македонија веќе не може да потроши уште година и две на такво лошо владење како што беше ова на СДСМ и на ДУИ. И дефинитивно ние се залагаме за тоа и разговараме со потенцијалниот коалицијски владин партнер ВМРО-ДПМН дека безкомпромисната борба против политичкиот криминал пред се мора да биде нешто што ќе биде видливо за граѓаните. И секако правда за сите, а не селективна правда каква што имаме во подолг временски период на нас. Генерале, ви благодарам за гостувањето и за интервјуто во ово издание на Тренинг. Благодарам и до вас и поздрав до вашите гледачи.